Судскиот совет не ја отвори вратата од Скопска апелација на Олија Ристова, па за неизборот се жали пред Врховен. Иако зад себе има предмети од кривична област и активност надвор од судот, Ристова вели не било оценувано согласно критериумите по кои се гласало за колегите кои беа унапредени. Објективно се одвојувале делови од пријавите, од апликациите, за да едни кандидати бидат избрани, а за другите кандидати на штета на другите кандидати. Значи, каде што воопшто, кога се гласаше за мене, воопшто немаше никаков коментар од ниту еден од членовите на Судски совет и покрај моите бројни активности. Владимир Туфегич, адвокат на Ристова, вели дека одлуките кои ги носи Судски со Бадентерово мнозинство треба детално да бидат образложени, бидејќи се унапредуваат полошо рангирани кандидати. Самите сте сведоци дека овој кандидат го доби потребното мнозинство гласови од сите членови на Судскиот совет, така да останаа должни образложение членовите на Бадентеровото мнозинство. Што е тоа што кај нив превагнало да не укажат доверба на овој кандидат, а од друга страна укажале доверба на кандидатите кои се далеку подолу рангирани и со значителен број помали бодови. За постапката на изборот на судии во Скопска апелација реагираат коалицијата Сите за правично судење и според нив Судскиот совет направил отстапување од ранг листата на кандидатите без соодветно образложение за секоја отстапка, односно засебно за секој кандидат. Ристова беше помеѓу 24-цата кандидати од кривична област кои сакаа унапредување во апелација. Имаше само 4 слободни места, до вербата од судскија добија Габриела Гајдова, Александра Ристевска, Весна Демишкова и Осман Шабани. Останатите 4 судии беа избрани од граѓанска област за да се пополнат 8 слободни столчиња во Скопскиот апелационен суд.